Од Сити Хол, Скопје, Македонија. Ова е 1 на 1, летно издание. Вечерва со Игор Джамбазов. Добро дојдовте во ново издание, 1 на 1, летно издание на ТВ Алфа. Денеска имам гостин за кого тотално нема потреба да давам најава, така да уживајте во она што следува. Хеј! Маре, мајката! Кај го имаш вежбана, бе? Много јако е! Ти ги се запали! Жаре и харе! Не да не открија, живи не патија, еј! Абе, кај! Само едно прашање. Ја мачи ова нација, каква е оваа ситуација? И нон-стоп тоа прашање. Ја мачи оваа нација, каква е оваа ситуација? Пасоши не се визираат, наркоманите кризираат, новинарите фризираат, а наши ве репризираат. Па каква е оваа ситуација? Шетам низ градот како зомби. На сите врати ставиле пломби. На секој 200 метра по едно комби. И 5-6 можем случајно паднати бомби. Па добро, луѓе, каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Каква е оваа ситуација? Е, таква е оваа ситуација. Ова е рација на мојата генерација. Ова е рација на цела една нација. Ова е рација, ова е дегенерација. Ова е рација на мојата генерација. Иде харе! Пасоши не се визираат, наркоманите кризираат, новинарите фризираат, а наши ве репризираат. Па каква е оваа ситуација? Ова е рација на мојата генерација. Ова е рација на цела една нација. Ова е рација, ова е дегенерација. Ова е рација на мојата
претенки. Ова е блуз стар колку некои во публиката овде, ама се уште е актуелен, напишан е 99-та година за време на бомбардирањето на Косово, на неколку часа пред концертите во гардеробата на универзалната салатата. И добро излезе. Ајде, Иги, добре дојде, Добро те најдов. написи се малце млекце, опушти си се и да се почнеме. Со Колку ќе вечер. трае ова прво кажи? 20 на минути, 30. Толку, браво, Е, браво. па ето. Та. Оти која ќе ја фатат од кули на бана мене кој ме прашуваат. Не бива. Иги, бе. Има некои твои колеги што однапред знам што ќе ме праша. Така? Да, па си доаѓам од дома со спремни прашања, затоа јас изгледам толку паметно кога ме гледаш на телевизија. Иги, многу ми се допаѓа што пак блуз. Па како? Многу ми се допаѓа тоа. Па како? Ќе го вратиш блузот, да ти немаш кажам, ништо. пред 16 години кога го направивме првиот блуз концерт, Да. на некои од сегашниве важни личности од, не знам, музичкиот живот, критичари и така натаму, буквално се исмејува со нас. Ама буквално. Кој бе, тоа беше најдобар концерт, јас... Ма они се исмејуваа, знаеш што зборува? Викаат, абе, што се нас не интересира Игор со другарите, кај оделе, кај пиеле, кај праеле. На тоа се сведе нивната анализа на они тие топло концерти. пиво Стојакова, сега и тоа Да, е... ова сум го кажал неколку пати, но сега сакам да се забележи, бидејќи ова знам дека ќе го гледаат многу луѓе. Значи, тогаш не само што не исмејува, туку вика дека тоа нема никаква иднина. Денес имаш, брате мој, блуз радио во Скопје, имаш блуз фестивал еднаш годишно. Имаш блуз бендови во секое помало место. Значи имаш да речеме блуз бенд во Прилеп во кој свират еден поштар, еден вработен во банка, еден Млекар. медицински техничар, еден но. И блузот конечно се сведува на тоа што треба да биде. Оти гледај, Жаре, знаеш каков наплив е на Турбо Фолк, знаеш каков наплив е на глупава поп лигава Глупава музика, глупава, најглупава музика. Еве Евровизијата ти е Зборуваме последен за- пример што слуша Европа и на што се пали Европа. Да. Па да ти кажам, За што ја фаќа еуфорија. во мое време со таква музика ние си правевме шеги. Мајтап. Мајтап си правевме, сериозно. Сериозно. Така. Пак со Харе? Пак со каре. Па не можеш да го промениш гуруто. Жената можеш да ја промениш, гуруто не можеш никогаш да ја промениш. Пак со Харе, знаеш, сакам да те прашам за концертот. Јас бев таму и тоа седев од сцената одма десно, бев многу мал, знам, ама ми оставил многу голем впечаток баш пред неколку дена кога се видовме, ти го донесов и албумот тоа што ми беше и ти кажав 27 пише таму бројче 27 албум купен. Тој албум е снимен во многу незгодно време, значи снимен е во моментот кога почнаа немирите во Македонија, така наречениот конфликт за борба за човекови права. А промоцијата беше кога веќе имаше и неколку жртви, кога беше многу напнато. И драго ми е што тој албум се уште живее. Знаеш, има албуми за една употреба. Има. Инстант, албум И повеќето трае се една- такви, што? И повеќето се такви. Но еве, ден денеска со Харе, кога патуваме било каде, од било каква причина, и ги свириме тие песни од пред 13-15 години, тие песни палат, еве, земја каква е оваа ситуација, се како вчера да е пишувано. Вон И јас временски, сум многу, да, многу да. горд на тоа. Како вчера да е пишувано? Чека, Буквално зашто тоа. ти е пишувана каква е оваа ситуација? Како оваа ситуација е пишувана за оние 3 концерти што јас ги направив за време на бомбардирањето на Косово. На Косово бомбардирањето. Тоа кога сите македонци беа набутани во глувчи дупки, тие што беа во Скопје, другите беа на Халкидики. И Хари и јас сакавме да направиме концерт. На концертите ни дојдоа по 300 луѓе. Тоа беше финансиски крах. Но јас нема да заборавам дека на тие концерти се појави во вториот ред транспарент Игор за председател. Тоа прв пат го видов во мојот живот. Никогаш не ти кажа така? Никогаш. Добро, Никогаш. добро. И тогаш сватив јас дека сум успеал да извлечам на 3 концерта по 1000 луѓе, јас успеав да ги извлечам од скривниците во кои беа скриени. Па ти знаеш каква перверзија беше во тоа време, па дури и другари мои го правеа тоа. Ке завршат кафичите, све што треба, ќе земат гајбите пива, одеа на средноводно на Видиковецот и гледаа како американците бомбардираат, биејќи се гледаше од озгора. Се слушаше, се гледаше од водно, биејќи тоа се случуваше некаде на југот на Косово, односно Во комши. 30 на километри од водно. Да, тоа беше тешка перверзија. И се сеќавам дека за тој концерт универзална сала мене ми побара пари
исто колку што му побара на Аца Лукас кој имаше месец дена. Ова. Со други зборови, во тоа време прогласија за кич и за шунт. Само кич и шунт можеа да платат таа највисока ставка на универзална сала. Леле жаре колку бе флут. Чек, само да кажеш дека ова концертов твој беше стајан у кич. У кич и шунт. Да. И тогаш станав многу Ти треба кивен. данокот на кич да го Тогаш платиш. станав многу кивен и знам дека цел концерт им го посветив на тие што не разбираат ништо. Јас мислам дека дури и основната звезда водилка на концертот беше дека ова е концерт за оние што не разбираат ништо. Текнували, бейби, на она твое време кога беше дете. Малку гален, малку фален, малку ни едното, малку и двете. И баш е супер, други мислат место тебе, други ти држат страв. И што и да направиш, ти вика, ај, да си жив и здрав. Ова ке век на војни, личности двојни, пактови тројни. Место воздух дишеш, отрови бојни и дроги опојни. И стално прашаш кој ти нуди секс and drugs and rock and roll. А не, all you need is love. Да си жив и здрав. Побавно своите грешки ке ги свакиш. Толку побргу дугите долгови ке ги плакаш. Ти си силен како чекам, прецизен ко шраф цигер, а те смета за штраф. Но ке биде подобро, baby, someday, maybe, само ти да си жив и здрав. Како чекам, прецизен ко шраф цигер, а те смета за штраф. Но веќе ти реков ке биде подобро, baby, someday, maybe, само ти да си жив и здрав. Да си жив и здрав. И да ти е прав. Текнували, бейби, на она твое време, кога беше дете.
време после сето тоа што се случи, пак блуз, ама нов, тазе блуз. Сега тазе пишуван, ти и Харе го пишувате? Да. Како го пишувате? Знаеш како многу е чудно. Понекогаш јас ќе му поредам на Харе комплетна моја композиција, значи и Си напишал музиката, музика, текст, и текст, имам предлог за аранжманот. Некогаш он ќе донесе негова комплетна, некогаш ќе донесе само композиција или само риф гитарски или само сплет на хармонии, па ми остава мене слобода, јас да ја најдам мелодиската линија и ова. Но сега ни се случи една од работите заради кои вреди да се занимава со оваа работа. Значи, он ми ја свири најновата тема што го прогонува веќе со месеци. Добро. Ќе свириме вечерва тука. И јас се обидувам, он ја свири во непрегледна лента, знаеш што трае, може би саат време во луп ја свири и јас се обидувам да најдам нешто што ќе зазвучи добро и одеднаш метриката на мелодијата ме потсетува на метрика на моја песна, поезија, што сум ја напишал пред 20 години и сум ја објавил во првата книга. Тоа сум јас. Во тоа сум јас. Така. И успеав да ја најдам тоа сум јас на брзинка, ја отворивме песната. Добро. Харе почна да ја свири, а јас почнав на Значи- неговата мелодиска линија да ја пеам, не да ја читам. Значи, потполно иста метрика замислил човекот како песна што јас сум ја напишал пред 20 години. И ние тоа кога го споивме за една секунда, брат, Зазвучи. ги оставивме гитарите и се гледавме со Харе затоа што тоа многу ретко се случува. Така да се поводи. Тоа во театарот ми се случило мене еднаш и трајало 1 минута. Толку. Толку е оргазмот на сцена, може да Кога го... бил тоа? На некој аплузли, на некој... Не било. Ми се случило повеќе пати ситно, но еднаш ми се случи кога траеше најдолго тој сценски оргазам, театарски оргазам со Јордан Симонов со Јоцо. Со Јоцо, добро. Во една представа што се викаше Роден ден од Пинтер. Јоцо и јас значи не од хитови, Вајца овие сомнителни типови, на мала сцена се случуваше представата. Добро ја работевме, Васил Христов ја режираше, ја игравме камерно ептено, вака публиката беше на метар од нас. Еден тежок текста и имаме сцена јас и Јоцо се бакнувавме во уста, филмски, со јазици. Така. Да. Туриливе дезодорант во оваквото, туриле не смрдиш на кромите, но не е тоа битно. Битно е што во еден момент, да речеме на 57-та изведба, знаеш како е Жаре, тоа е момент кога ти знаеш дека тоа што го правиш во моментот е тоа, е крај, е врвот. И дека повеќе од тоа и да сакаш не можеш да направиш. Значи тоа е и погледот со партнерот, и ова публиката која ја чувствуваш како дише бидејќи ти се на 2 метра. Значи, и тоа трае, публиката брате те мој, погодила една тогаш, минута. така? Една минута трае. Ја и Јоцо се гледаме директно во очи, не кажуваме текст и си клијаме со главата и со очите и знаеме дека и нему му се случува истото. Да, и тоа се случува јасно само му е еднаш. све. Тоа се случува само еднаш. И ова сега ти се случи, значи, со Харе додека правевте песна што ќе се најде на албум. Апсолутно. И трагаме по текст, по интересен текст. И Така. еве ќе чуете вечерва. Не, одлично. песна направена пред една година од негова страна коинцидира 100% со текстот што јас сум го напишал пред 20 години. Тоа е навистина неверојатно. Правиш слом, си лечиш нерви по телефон. Ти на животот одиш со ѓон и пак би ги раздвоила Берлин и Бон. Ти на животов одиш со ѓон и пак би ги раздвоила Берлин и Бон. Гради ми сечеш ко градски озон. Јас имам слика, ама немам тон. Ти не ми раскажуваш ни еден сон. Ти имаш срце од силикон. Ти
raskažuvaš ni jedan son. Ti imaš srce od silikon. Krajot mi se gleda od avion, a krajot zlato nema svoj klon. Se poveke liči na dupnat balon. Našava ljubav od silikon. Se poveke liči na dupnat balon. Našava ljubav od silikon. Raskažuvaš ni jedan son. Ti imaš srce od silikon. Thank you, narode.